Јованка Јанковска Бобе пристигна во кујната и сосема слободно време беше додека говоревме со Суперхик со Пеци и овие 30 години славенички моменти за нив да се подготвиме за кујна со тебе, па да бидеме така некако спокојни, кротки во денешниот рецепт на денот. Добро ми дојде повторно во овој декемврски период. Добро ве најдов и драго ми е што сум пак гостен како вас. Во секое време, како што за секој јавам дека оваа порта е отворена, Телма телевизија за секој тука, особено кога треба да не обедини храната, мислам дека тоа е најбавото искуство за секој од нас. Исто и за мене. Имено. Како го поминуваш овој декемвриски период, Bob's Bakery, знам дека прави една експанзија, фурната работи. Фурната не е престаната, ви се бајлево испеков овој подарок за вас. Ти благодарам. Лепчиња од кисело тесто, што го подготвувам јас, тој див квасец, што го велиме, а секој прашува што е тоа див квасец. Тоа е, велам, бабите порано што меселе лепче, па кинеле тесто, ставале на ладно место, да стои. И тоа е всушност квасецот, што сепак пак замесуваме ново лепче и можеш да ги отвориш, да ги видиш, уште се топли. Дел од алијансата не беше Мара Јанеска. Сигурно ја познаваш. Да, она е, мислам, она е прво професионален. Јас сум аматер. Па, мислам дека се апсолутно мислам дека не треба да се подценуваш. Апсолутно мислам дека си добар мајстор во кујна. Не можам ни со нив да се мерам секако. Таа е дефинитивно мајстор во кујна. Меѓутоа, пред извесен период, доаѓајќи нели од Германија во Скопје, ни го објасни процесот и на обработката на sour bread, како што го велиме нели универзално, или пак тестото од кисел квасец. И вели дека кисело тесто. Да, и вела дека кога ќе дадете од киселиот квасец некому, како да сте му дале душата нели срцето, така што се чува долг период. Мојата веќе година и нешто квасец. Само погледнете како е спакувано. Го обновувам. Сега ќе како што треба убаво послужено. Еве, морам да го прикажам лепчето. Таза е испечено. Уште е топло, се бајле го пече. Само погледнете. Само погледнете. Како мириса. Прекрасно. Да. Сепак ова е вкусот оној што го бараме. Фантастично. Што велиме традиционален. Нека ни прави малку друштво за интериерот. И донесов, така. Супер. Супер. Инаку да, знаете биде комплексен процесот да се оддржува габата, што се вели, нели, за да расте и да созрева, ама... Не, тоа не е многу. Значи, од која веќе еднаш ќе се создаде квасецот и после само се чува во фрижидер, да. И со тек на време се обновува. Ако не се прави, ја бидејќи често месам леп, и претежно дома сме новој леп, сопругот, ако не стигнам да месам, ако купам некако... То што се знае. Да, одма века, па подобро не купувај, нема да јадам леп. Навикнете веќе на тој вкус. Ова е онака тврда корка, внатре меко, како памук. Значи, декемврискиот период, вашата кујна и домот на Бобе не прекинува и мириса прекрасно. Имено роловени ајварки со сирење. Тоа е сосема содетен рецепт за денешниот оброк на денот во име и на календарскиот период кој што ни предстои. Да. Ти ме праша дека во овој период нели доста луѓе и го имаат божикниот постат. Меѓутоа има луѓе кои што и апсолутно нормално нели не се вклучуваат во постот, па така што мислам дека не, со тоа што ова може да биде да. Со тоа што ќе се стави постно сирење. Сирење, така, ќе се избегнат млечните продукти. И тоа е тоа, бидејќи голем дел, па на крајот мислам ти е... Па тоа е тоа всушност. Основната состојка е сирењето тука, ама сепак нели имаме веќе обични постни, што велиме немлечни производи и може да се користи со такво. Знаеш што ми мирише на македонска домашна храна, ми мирише на дома. Да. Ја кога направив неколку пати, кога ги постирав и некоја пријателка од тие моите што ме следа, што готват исто, рече ова е македонско суши. Слушай, и така го спомена вчера телефонски кога говоревме, така е, македонско суши. Супер. Значи, се што ни е потребно. Се што ни е потребно, се 7 црвени пиперки. Мислам, тоа зависи колку доза ќе правите, за колку гости. Печени, лупени, исчистени од семките, како филети јас ги правам. Еве тука ќе ги подготвувам. А филот, кремот ќе ни биде. Значи, ја го подготвувам со риндано или дробено козјо сирење. Секој по вкусот. Значи, ако не конзумираат испоред маснотиите, козјото е вела дека... Па да, ние претежно со сопругот гледаме здрава храна, да.
и затоа сме Најмалку масноти, преориентирани. а има доста протеини Да. во козјото И сирење. сепак има убави козји сирења што не мирисаат воопшто. Тоа е специфично Да. кај многумина. Значи треба да знаете и од можеби кој производител и точно знаете од кој место ќе Си си го знаеме набавите. ние од кој, тоа си го јадеме. Беше една колешка вели ја козјо не можам мирисот кој ќе Знае да биде. поготово кога се пече. Испеков нешто донесов, си јаде она не и забележа. после да. И викам сега јадеше козјо сирење и вака ме гледа на вистина. Од Па вистинско добро, место, викам, да, да, викам Еве ги тоа е тоа. и сите оние всушност состојки кои што ви се Ова потребни. е сирењето, 200 грама, 3 лажици ставам крем сир. Тоа е точно едно пакетче, да кажеме. Јасно, Крем јасно. сир. Ќе го промешаме. Да, ќе го Се промешаме. направи хомогена смеса да се сврзе. Да се сврзат сите. Предпоставам дека Бобе во ова оди Во додат сите ова, продукти, така? Значи овдека сега моментално денеска ставив 50, ќе ставам бадеми. 50 Така. грама, ги печев предходно дома, зашто не се солени, за да пуштат поинтензивен Вкус и мирис на некој начин, да. секако. Супер. Макдонос, за да имаме колоритна боја, а Прекрасно. секако кога е свеж, на кремастата мирисот, состојка му прекрасно. дава многу интересен Шмек. шмек, вкус. Потоа ќе ставиме едно лажиче црвен пипер. Црвен пипер, супер. Пак пиперки, Да, значи да, се е да ја А и на во некој начин нели пиперките урнеме и малку и салатата. бојата. Да. Доаѓа некако лукче, нели Така. урда, сирење и црвен пипер. Лукчиња, 2 ставам. Фантастично. Но Фантастично. така ги завиткав за да не аромава веднаш се шири. Ќе ви дојде мирисот по студиото, да. Супер. И потоа оваа состојка всушност ќе дојде внатре во внатрешниот дел, баш ќе ги ролуваме самите ајваки. Да, ќе ги ролуваме. И беше ова, баш сакам да ги поттикнам сите, нели, да направат нешто вакво слично за празниците, за да биде, сега ставаме маслиново, Одлично. за да биде убаво И да се сврзе декорирано. прекрасно, да. Биде, по вкус исто. Сол, ако има По вкус, потреба од така, сирењето. бидејќи самото козјо сирење нели си е солено. Ја во моментот нема да ставам, да. Како велат, сол се додева, ама не се одзема, така што да не ја пресолиме, ќе си видите по вкус и по како дали ви одговара. Значи баш прекинав преска, не ја докажав мислова, значи баш сакам нели сите, ова е толку едноставен рецепт, ама интересен ќе биде, декоративен, вкусен. Така е. И гости да се најават, Да, па и за да, самите себе, што велиме да си го направите денот Кејфот, прекрасен. денот прекрасен, така. Што е Да се најготвен направи. рецепт периодов? Сега за празниците? Путер колачи. Путер колачи. Инаку само да ти споделам дека минатиот пат тикварникот сите го бендиса. Да, Така што мислам сите според што го убав традиционален направиле рецепт и од твојата така. баба, ако помнам, така? Да, така е. Секој што го направил, мислам дека повторно пак ќе го направи. Повторно и повторно. Ова веќе го направивме. Супер. Можеме сега да. И најважно, калинките се најбогати со антиоксиданци од сите, да речеме, црвени плодови. Така е. Јас секогаш во рецептот додавам и нешто ново. Значи, не знам, така, ми е внатрешно. Духот. Да не биде, да, секогаш исто. И да не биде Со баш тоа монохроматски што- вкус, така. баш да има така некои деликатеси различни кои што ќе ги чувствувам. Сега еве нема внатре да го ставам, ама ќе украсиме чинијата од озгора да дојде. Македонско суши. Да. Рековме, роловани јаверка со сирење, ќе ми дозволиш ја да просечам од лепчето и супер ќе да е за декорација. Ја за тоа еве Пре- ти спремив и новош. Прекрасно. Значи ова го Од лепчето кое што е роловаме. подготвено од нашата Бобе. Толку брзо се подготвува, Сега ќе си го пресечеме. а декоративни, а на вкус ќе пробаш, Фантастично. па ќе кажеш. Не се ни сомневам. Сега ќе го пресечеме како мириса да знаете. Таман да видиме. Крцка, Само погледнете. Тоа е најважно, А внатре да имаме и крцка. бадеми некакви? ова е со бадеми печени. Прекрасно. И малце ставив мајчина душичка, имам Како се чувства набрано аромата? и сушено. Немам стајано до сега мајчина душичка, ама мислам дека ќе биде Фантастично. Како се Убаво. сече, како мириса прекрасно. така, подебели кришки исечи. Да не биде Баш сега се, во зап што се вели да влезе. да. Одлично. Тоа ќе го декорираме сега таман.
Мириса на празниците, дефинитивно. Ја отвараме Ја сезоната. отвараме сезоната. Сега е пост, навистина. Дали Со тоа што постни јадење има преубави, исто со ова лепче од секакви. познавајките и вибрацијата твоја дома, дали декориравме интериер, создадовме вистински? Не, Се уште не? овој викенд некако Свети Никола го славиме и секогаш кога ќе дојде декември, а сега дојде, го, тогаш почнувам со украсувања, декорации. За да доловиме, еве ова е Прекрасно. во ред, мислам, за да пробаме, да видиме. Сега иде само декорацијата на Сега е нашата трпеза, бидејќи знам дека за декорацијата. тоа си и неверојатно педантна и дисциплинирана и знам дека тоа ти е најважниот Сега дел. од озгора ќе ставиме Ќе ги полиеме со маслиново, така? Така. Фантастично. Еве го македонското суши. Контрабоја ќе ставиме. Ова вистинска медитеранска. Со тоа што, еве, калинките и ќе ги- калинките од страна. Да го поблиску вака, оставам твоја декорација. Не знам дали направи како што Ја треба. само малце, За да еве. му направиме final touch на сето Да. тоа. Знаеш дека носам секојаш некој чаршавче. Вистински како што доликува на македонската кујна. Ето така. Добро, ти тука пошто ги стави, еве вака. Ќе се Се домашно подготвено. ова. Со ова може да кажеме вистински на здравје поеде, така? Повели, пробај. Сега ќе Ајде, го дегустирам, да, тоа е последното нешто што ќе направиме и ќе посакаме. Само една Уште се тањачка. Еве во ова. Видиш? Ако во тоа? Да. Слободно. Еве вака ќе земеме и ќе дегустираме. Еве тука рамно ќе ти дадам. Еве вака ќе И го лепче, да пробаш. фантастично. Ја мислам Цела хармонија дека во- секој Ќе го посака. ќе го посака, ќе го проба, тоа е најважно. Прекрасно. Секој да стане малце креативен, да го направи овој рецепт, за да си направи прекрасен ден. Ти благодарам што го направи и оброкот на денот да биде посебен и специјален. Уште. Овие се путарколачи. За ова е тоа што доминира сега? Ова е за после ова. Ти благодарам Десертот, најмногу. повели? Еве ќе го ставиме тука. Да. Директно од кујната на Тоа Bob's е Bakery. тој мирис што велиме божиќан со цимет. Фантастично. Ти благодарам уште Не еднаш. има на што? Не заборавајте, Bob's Bakery секојдневно има прилика да ви ги сподели сите своји гастрономски уживања од нејзиниот дом, а денес ќе ви посакаме со овие роловани ајварки со сирење. На здравје, поедок и се надам дека уживавте во оброкот на денот. За крај, еве ги состојките.